Крај на урбанистичкиот хаос или начин за полнење на буџетот, во подготовка е новиот закон за легализација на дивоградби. И покрај тоа што 185.000 предмети за легализација на објекти стојат заглавени, владата со новото законско решение ќе овозможи легализација и на дивоградбите изградени до октомври годинава. Овие луѓе, освен примателите на социјална помош, верските заедници и јавните институции, ќе треба да плаќаат 150% од вредноста на комуналиите. Министерот за транспорт Цугарески тврди дека законот не значи дека ќе се легализираат сите објекти. Борувам за легализирање на оние кои што исполнуваат услови. Не дека секој секаде ќе може да легализира. Таа теза со индигнација ја отфрлам. Дека секој секаде ќе може да легализира. Тоа нема да се случи. Согласно условите, согласностите, согласно одлуките на советот кои што ги носа, затоа што улогата на советите во оваа работа е сериозно голема. На општините зборувам. Министерот нема проценка колку нови барања за легализација би имало. Јавноста нагодува бидејќи ниту една влада досега не успеа да го реши проблемот со дивоградбите, а доказ за тоа биле и новите изградени нелегални објекти последниве години. Бараат рушење, а не легализирање на градбите. Министерот Цугарески пак топката ја префрли кај општините. Нивните инспектори требало да излезат на терен и да ги казнуваат оние што градат на диво. Ако немале доволно кадар, требало да вработат нови инспектори за да се спречи дивото градење. Можност повторно да аплицираат ќе имаат и оние кои испуштиле да поднесат документација претходно за објекти изградени пред 2011-та. Новиот закон за легализација нема да важи за дивоградбите од Охридскиот регион. Архитектите бараа во законот да стојат одредби и за задолжителна асеизмичност на објектите. Досега се легализирани 245.000 објекти.